Британија. За прв пат од протестите се обрати председателот Доналд Трамп. Рече дека насилни демонстранти извршиле акти на домашен тероризам и вети дека ќе ги прекине немирите и беззаконието. 17-годишно момче дизајнираше веб страна за следење на коронавирусот, не предпоставувајќи колку голем интерес ќе предизвика во цел свет. Како помалите македонски општини се заштитуваат од пандемијата? Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Во Соединетите Американски држави во фокусот остануваат протестите. Започнуваме со најновите вести. Објавувајќи дека од насилни демонстранти се сторени акти на домашен тероризам, американскиот председател Доналд Трамп изјави дека ќе ги прекине, како што рече, немирите и беззаконието што се прошири низ целата држава. Трамп кажа дека ги мобилизира сите расположливи федерални ресурси, цивилни и воени, да забрат немирите и ограбувањето, да прекине уништувањето и опожарувањето и да се заштитат правата на американците што го почитуваат законот. Најверојатниот кандидат за председател од Демократската партија, Џо Бајден, ги осуди постапките на Доналд Трамп. Тој на Твитер напиша: "Ја користи американската армија против американскиот народ." Нов извештај ги поништи претходните наоди на општината кои кажуваат дека смртта на Џорџ Флојд е комбинација од приведувањето, здравствената состојба и потенцијалното количество дрога во крвта. Во 8 сојузни држави и главниот град се одржува прелиминарно гласање. Се очекува Џо Бајден да добие официјална номинација од Демократската партија. 17-годишно момче креираше веб страница за следење на коронавирусот, која набрзо стана една од најпосетуваните во светот. Има дури по 30 милиони прегледи дневно, а тој е прогласен за личност на годината. I just coded it by watching, YouTube videos and just asking questions. На 29 декември 2019 средношколецот Авис Шифман ја лансираше страницата ncov2019.live, која го регистрира ширењето на коронавирусот во светот. Веб дизајнот не е нешто ново за 17-годишниот Шифман. Кога почнал да го следи коронавирусот, не ни помислувал дека ќе стане пандемија и дека неговата страница ќе биде универзално познат проект. Сакав да објавувам најнови бројки, но морав додам на страници од кинеската влада и сите беа на мандарински, тешки за разбирање. Чита вести, но не беа најнови. Почнав да изработував графикони кои ќе бидат визуелно привлечни и лесни за разбирање, особено на мобилни телефони, со информации од секоја земја на едно место. Од тогаш има по 700 милиони посетители од секоја земја секој ден. На 11 март Светската здравствена организација прогласи пандемија. Државите почнаа со воведување на стрикни мерки за карантин и многумина почнаа на интернет да го пребаруваат зборот пандемија. Неговата интернет страница била подготвена да биде лансирана. Почнав уште како дете, на 7 години. Татко ми го интересира компјутери и секогаш имавме компјутери наоколу. Шифман има креирано над 30 страници за 10 години, но особено е горд на таа што глобално го следи COVID-19. Тој вели дека информациите таму се толку точни колку се точни податоците што владите ги објавуваат. За сега не прифаќа понуди за работа. Не ми е предизвик да работам како програмер од 9 до 5. Мислам дека ќе ми ја одземе радоста и мотивацијата што ја имам за програмирање. Сакам да направам ништо што луѓето всушност ќе го користат, а не да бидам само уште едно име на листата на контрибутори. Во 2020 Шифман ја освои наградата Веби за личност на годината. Лично доктор Ентони Фаучи, директор на Националниот институт за алергија и заразни болести, му ја врачи наградата. Ресен и Свети Николе успешно се заштитуваат од коронавирусот. Мики Трајковски има повеќе за тоа какви мерки спроведуваат овие две општини. Ресен е единствената општина во земјава каде досега не е регистриран ниту еден позитивен случај. Свети Николе пак долго време издржа без ниту еден заболен. Донесовме одлука за затворање на сите познати излетнички туристички локалитети и уште пред воведувањето на полицискиот час и можам да кажам ево сега дека таа
одлука беше навистина добра. Ресен и Преспанскиот регион се познати селенички места, па на почеток на појавата на вирусот се сочеле со брани селеници, но сите тие по нивното доаѓање од странство останале во домашна самоизолација и ги почитувале дадените насоки од институциите. Во Свети Николе пак презеле и други мерки. Се вклучија доброволци, волонтери од Доброволното противпожарно друштво во Свети Николе, инсталираат 3 пункта за дезинфекција на возила што влегуваат во Свети Николе. Земјоделците сами се понуди и се вклучија во дезинфекција на улици во градот и во селата со сопствена механизација. Имаме волонтери исто така што се вклучија пак во изработка на визири кои ги донираа на здравствениот дом во Свети Николе. Формиравме мобилни тимови кои се активни во делење на промотивен материјал, достава на пакети за храна на социјално ранливите семејства, уведување на ред во продавници, делење на заштитни маски и секако дезинфекција на просториите во сите колективни згради. И во Ресен извршиле дезинфекција на училиштата и градинките, како и на јавните површини и улици. Организирани биле редарски служби и поставени налепници за држање на прописно растојание на пофреквентните деловни објекти. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Македонски камионџија во Соединетите Американски држави раскажува за тоа како пандемијата на коронавирусот се одразува врз неговата работа. Јане Бојаджиевски разговараше со него за ризиците на оваа професија. Роберт, здраво, колку години живееш во САД? Колку години возиш? Добар ден, поздрав до вашите гледачи. 11 години живеам во САД, 10 години возам камион. Каков камион возиш? По колку часа си на ден во него? Возам камион Volvo и отприлике сум на работа околу 11 до 12 часа. Дали возиш секој ден од почетокот на пандемијата со коронавирусот? Како ти минува еден ден, Роберт? Да, возам секој ден од почеток на пандемијата. За наша среќа има многу работа со камионскава индустрија, а еден ден ми минува така да доаѓам на работа околу 8 часот изутрина, гледам што имам за работа денеска и почнувам со возење. Некаде ке 7-8 часот навечер се враќам дома и да бидам со фамилијата. Секој ден се среќаваш со луѓе, дали користиш заштитна маска, ракавици, дали преземаш дополнителни мерки против коронавирусот? Таму каде што има повеќе луѓе, кај што одам, кај што има повеќе луѓе, да, користам маски и ракавици. Во почетокот повеќе, сега како се попушта ситуацијата некако помалце, меѓутоа да, се трудам да се заштитам. Се разбира бидејќи дома имам семејство и така. Дали стравуваш дека можеш да го зарази семејството, како што сам спомена, кој е најголемиот ризик за вашата професија денес? Да, се разбира дека стравувам, како и секој човек што стравува да не пренесе дома. Меѓутоа, како што ви реков, се трудам да држам дистанца од 2 метра, каде што има повеќе луѓе, каде што се собираме повеќе возачи на едно место. Тогаш користам заштитна маска и ракавици. Се разбира, стравот постои, меѓутоа, што е тука е. Мора да се работи. Но од друга страна има и помалку сообраќај по автопатиштата во САД во вакво време. Дали доставуваш на време? Апсолутно. Тоа е голема олеснителна околност за нас, професионалните возачи, бидејќи сега нема толку гужва и нормално робата стигнува на време, каде што треба да стигне, поготово во нашиот бизнис, каде што се доставува храна, лекови и такви работи. Дали се повеќе камионџи гледаш по автопатиштата ширум САД ги нарекуваат херои во новото време, признание за вас, но и предизвик? Тоа ми дава дополнителен мотив за да работам во оваа тешка ситуација. Како можам да помогнам на општеството. Што ќе се случи ако еден ден, накусо за крај, Роберт, камионџиите ги исклучат камионите? Не сакам ни да претпоставам, ќе застане цела држава. Ќе застане цела држава, бидејќи најмногу се потпира на камионскиот транспорт. Ти благодарам за разговорот, ти посакувам секое добро и биди добар. Благодарам и на вас, поздрав до сите гледачи во Македонија и бидете здрави. Вие го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. За најновите вести од САД и од светот, следете ни преку социјалните мрежи. Довидување.